И евене повторно назад после нашите рекламни пораки со оглед на тоа дека имаме и други содржини кои што ги подготвуваме низ нашата Добро утро секое утро. Колешката Ирина Спировска подготвена како сме двете денес во гардероба, како погодени, но интересно ја со поголеми бели точки, ти со бело со помали црни точкички. Но сепак модата си е таа и си се врти во круг. Иренче, добро утро, ке ти посакам две тетовки, тоа е. И секако добро утро на нашата гостинка Ксенија Макалиева Трајчева. Библиотеката темел на писменоста, тоа е од секогаш така. Ке зборуваме токму за ова, но подетално ке слушнеме и од вас. Добро утро уште еднаш за двете и повелете со разговорот. Поздрав и од нас до сите што во моментов не гледаат. Се јавуваме во живо од книжарницата на просветно дело во центарот на градот за да одвоиме минути за еден убав настан кој што го афирмира и промовира читањето, книгата, библиотеката како темел на писменоста, а ево чести е поврзано со роденденот на Видое Подгорец, 8 јуни, ден на раѓањето на овој наш писател за деца, во чест на кој веќе со години поред се организира настанот Сенки под јаворите, 24-то издание, кое што се одржа неодамна на 2 и 3 јуни во Струмица, а на 13-ти ќе се одржи настанот Библиотеката темел на писменоста. За сите овие активности, еве пред крајот на школската година и на почеток на летниот распуст, кога треба да се читаат лектирите, зборуваме во продолжение со Ксенија Макалиева Трајчева, уредник на повеќе литературни списанија за деца, едукатор, влюбеник во пишаниот збор и дама која што навистина цел свој животен век се труди да ја доближи литературата и писменоста до младите генерации. Добро утро. Добро утро, поздрав до сите гледачи што утро во решија да го споделат со нас. Еве, неодамна се вративте од Струмица, каде што се одржа уште едно издание на тој убав настан, насловен Средби под јаворите, на кој што имавте можност да работите со учениците, со младите генерации и да се одржат разноразни активности во рамки на овој настан, кои што ја потикнуваат љубовта на младите кон пишаниот збор, а во исто време и го чествуваат името и делото на Видое Подгорец. Токму така, оснимач на оваа манифестација е познатиот писател за деца Киро Донев, кој 2001 година ја основа оваа манифестација со цел да се почитува и чествува ликот и делото на Видое Подгорец. Во последните 7-8 години манифестацијата е целосно обновена, со нови содржини, со нови предизвици, што навистина наидоа на голем одзив меѓу наставниците, учениците, па и библиотекарите. Како и секоја година, и оваа година беа распишани повеќе конкурси, значи конкурс во чест на Видое Подгорец, конкурс во чест на Киро Донев, конкурс за наставници мултимедијални проекти изработува од творештвото на Подгорец и секако конкурсот за најдобри библиотекари во земјата и регионот. На сите конкурси имавме одличен одзив, а на литературните конкурси имавме над 400 творби, што навистина комисијата имаше тешка задача да ги одбере најдобрите. Завршниот настан беше на 3 јуни во Струмица, меѓутоа на 2 јуни имаше книжевен караван низ училиштата во Струмица и околината, каде што гости беа писателите Јулијана Величковска, Виолета Танчева Златева, Филип Димковски и јас, и направивме многу убави работилници и во градинките и во училиштата, секако запознавајќи ги со творештвото на Подгорец, но и со творештвото на современите македонски писатели. На 3 јуни салата на завршниот настан во Домот на РМ во Струмица беше преполна, ни дојдоа деца од цела Македонија, а тука се реализираше и работилница Топли гнезда, што беше всушност и еден од насловите на конкурсите, односно на конкурсот посветен на Видое Подгорец, и тука децата ги креираа своите топли гнезда, што всушност представува топло гнездо за нив, дали е тоа училиштето, дали е тоа домот, дали е другарството, дали се роднините, пријателите, и на крај направија безброј инспиративни пораки во тој дух кои ги поделија на сите учесници. Така што сите си заминаа со по една мотивирачка инспиративна порака во духот на Подгорец, но со цел да се разбудат можеби некои заборавени вредности кои што современото општество некако не ги одзема.
Најавивме дека на 13 јуни во салата на Домот на армијата, тука во Скопје, со почеток во 12 часот, ќе се одржи и настанот, што ете и пред малку го спомнавте, библиотеката темел на писменоста, на која што ќе бидат и свечено доделени награди и ќе бидат избрани најдобрите библиотекари. Сепак настанот ќе биде во Струмица, не во Скопје, во Домот на РМ во Струмица, со почеток во 12 часот. Значи, оваа година на конкурсот имавме одличен одзив. Исто така жири комисијата имаше тешка задача да ги одбере најдобрите. Дури имавме одзив и од регионот. Една од пофалените библиотекарки ни доаѓа и од Црна Гора, а најдобрите секако ни се од Македонија, од Штипската, од Битолската библиотека, од училишната библиотека во Гевгелија и другите училишни библиотеки, што навистина ни е драго, бидејќи поттикнува сето тоа интерес. Популаризацијата на професијата библиотекар е повеќе од нужно потребна, бидејќи е многу важно какви ликови, какви личности работат во библиотеките, затоа што во нив е клучот дали читателот кога ќе дојде еднаш ќе се врати или нема да посака повторно да го помине прагот на библиотеката. Развивањето на љубовта кон читањето сепак зависи од нас возрастните. На советувањето ќе има повеќе предавања. Еден од предавачот е професор Мариета Петрова од Педагошкиот факултет и сето тоа го реализираме со поддршка на просветно дело целата манифестација, затоа што основна мисија е развивањето на љубовта кон читањето и секако стварање навика да се создаваат и домашни библиотеки, не само библиотеката во училиштето или јавните библиотеки, меѓутоа треба да имаме навика и да купуваме книги, да посветуваме книги, бидејќи книгата, рокот на книгата никогаш не истекува, а убава посвета цел живот ќе не потсетува на некој роден ден, имен ден, на некој повод кој што навистина го топли срцето после години наназад или напред кога ќе отвориме книгата и ќе си ја прочитаме посветата. Најдобрите библиотекари, што да кажам, тоа се луѓе кои што вложиле многу во својата професија, кои работат на својот личен раст и развој, се со една единствена цел што повеќе читатели да ги посетуваат библиотеките. Во таа насока, секако и ние имаме нешто што ќе им даде можност на нашите гледачи да ја збогатат својата домашна библиотека, затоа што утринава просветно дело реши да израдува некој од нашите помлади или повозрастни гледачи кои што сакаат да подарат на помладите од многобројната и богата понуда, одвоивте сепак нешто од Видое Подгорец. Секако Видое Подгорец е еден од најплодните, најпреведуваните автори кај нас. Тој е подпишан над 117 дела. Едно од нив е и Монистра од Роза. Тоа е хаику поезија. Не знам колку и дали јавноста знае дека Подгорец пишувал хаику поезија и бил многу успешен во тоа. Еве можност барем еден гледач утрово да се запознае со неговата хаику поезија, а предизвик за останатите да си ја набават книгата, затоа што перото на Подгорец навистина е неповторливо и треба што повеќе да му се посветуваме, да го читаме и да биде репер за идните писатели и поети за деца, како се создава квалитетна литература за деца, која што ги почитува сите книжевни, естетски па и литературни вредности. Ксенија, благодарам за сите овие информации околу настанот и за подарокот со кој што утринава некого ќе израдуваме. Се што треба да направите е да го завртите телефонскиот број во нашата режија. Првиот гледач што ќе се јави, ќе ја добие книгата која што треба да ја подигне тука од книжарницата на просветно дело во Центар. Со оваа убава информација го завршуваме нашето јавување. Тука никаде и крајот на нашата утринска програма. Се гледаме повторно утре со нови теми, нови соговорници. Слободанка, поздрав од нас. Благодарам, голем поздрав, многу убав гест од просветно дело и секако, како што и ти кажа, и во текот на утрешниот ден со нови наши содржини. Низ добро утро, секој утро